кога ќе седнат на преговори, овој пакет ќе им го стават, јас сум спремен јавно да го кажам. Ако не искочи така, ќе се проверува. Значи не е Горна Република, него Горна Македонија. За нас е клучот Горна Македонија, тоа е идентитетската ознака. Мислам, и ознака на државата. Тоа прави разлика. Ова друго, ова е за африканци. Значи Горна Македонија, кај идентитетот ние мораме да задржиме македонци за јазик и за нација, тука дилема нема, меѓутоа имате дипломатски варијанти како ќе го решат. Дал со фуснота македонски, па доле ќе објаснат дека овие македонци се од Горна Македонија, или ќе ги пишуваат двојазично на кирилица и на латиница, Македонија, не знам, тоа се преговара за тоа. Тоа не можете вака да го трезете. Тоа ние не можеме да го одбиеме, затоа што тоа не го ремети нашиот идентитет на ниеден разумен начин. И кај Ерга Омнест, они и тука мора да има брокер, не може кај Ерга Омнест да се работи без брокер. Што значи дефинира Ерга Омнест? И тоа на крај ќе искочи и меѓународните организации, плюс билатералата предводена од Русија и Америка ако го променат ставот и ако го прифатат новото име, тоа значи на 70 земји ќе го следат новото име. Че меѓународни организации плюс промена признавањето од 130-70, тоа е нешто што ќе биде задоволителен колач кај Ерга Омнест. Останатите делови не може да ги изфорсираат генерално и гледате тој пакет како може да се заврши ако седнете да преговарате. И после месец дена нормално ќе го заборават дека преговарале. Но тоа не може да се отвори поради овие психолошки, невролошки пречки кои режимот ги има или лидерот ги има. Тешко е. Знаете, за таков лидер така зацепа во една линија и сега да биде лидер кој ќе потпиши промена на име е тешко.